Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Ми се допаѓа. Добро вечер, драги мои пријатели и пријателки. Прв кадар да биде без широка. Леле, ја нема широката лепота. Имало убавини. Великденско чудо. Како викаат на запад, Christmas miracle, за божично чудо. Ја си доживеав неколку чуда овој период. Многу чуда. Чуда со себе, чуда од надвор, чуда со луѓе, чуда со најблиските и благодарен сум што бев сведок. Само да не го заборавам ова, да не го заборавам, за пак да не се вратам во некоја, знаеш, она која ќе те понесе, знаеш, пливаш низ струјата, па ќе заборавиш како лекција една убава си доби, бидејќи не добиваме само шамари у животот. Добиваме и награди, добиваме и само треба да станеш свесен у моментот од кај ти е наградата, кој ти е и да си благодарен. И сега тоа е све фино. Ама да ти остане филингот, да ти кај ќе бегаш бе сега бе, каде бе, остај ракијата бе, Бог да чува одма на ракија, виш. Овој почне да филозофира. Так, ракијата под мишка. Драги мои пријатели и пријателки, ние сме во така наречената страстна седмица. Некој пости, некој не пости, некој верува, некој не верува. Не е битно, не е важно, некој е против, ама небитна работа е ставот. Се што е нашиот однос едни меѓу други. И дечки, се спремале или не, ние идеме у вечен живот. Ама ја не верувам. Тоа што не веруеш, многу ми е драго и многу ми е жал. Имав еден джингл на 103-ка, идеше: ти, Боже, треба да се сетиш на джинглов. Мислам дека со тебе го монтирав. Ако сте ружни, глупи, исфрустрирани, искомплексирани, ако сте партиски определени, ако немате CD плеер, канал 103 искрено жали. Ти текнуе? Не ти текнуе. Добро. Брат, 1000 година. Нема врска. Слушај, толку имаме прегазено. Туку немам правено повеќе джинглови понатаму, па затоа изгледа ми останало овој у меморија. А и мој беше, ја го смислував. Не се. Радост, дечки. Значи, дали сте верник, Харе Кришна, Маре Кришна, дали си металец, сатаниста, ова или она и така натаму и така натаму. Нема врска тоа. Дали си христијанин или си не знам што си, што сакаш да бидеш. На крај ќе ни се суди спрема делата. А и кој викаме тој страшен суд, многу луѓе чудно го замислуваат, као ние судијава. Што си направил ти? Казна. Не бе, дечки. Има една книга, се вика Огнена река. И таа книга може да ве одушеви или да ве извади од памет. Ако имате духовник, консултирајте се. Ако не, прочитете. Нема да изгорите. Иако книгата во суштина е за горење. Имено збори за еден многу интересен аспект за тој наш премин во вечноста. Значи, ние ако како луѓе преидеме таму каде што
планираме да преидеме, и не пуштат да отидеме таму, да предпоставиме дека имаме доволно гревови кои би можеле да бидат простени, немаме смртни гревови, не сме убиле. Во секој случај, ние не можеме да разбереме што се случува таму. Не може, како да ви кажам, не може човек од оваа димензија, дури ни светител. Светител, ако го разбрал тоа, тој веќе не бил во оваа димензија. Тој отишол таму. Значи, збориме за нешто што нема простор и време. Нема материјално, духовен свет. Од таму сме дошле во овој свет, пак се враќаме таму во вечност. Комплициран процес, ама сами си ја зезнаве работата. Јаболкото, апни ти апни, ја апнав, зошо апна, тој ме натера, тај ме натера, змијата ме натера. Нема извини, нема прости, и после гледаш голема бе. Така, окей, ајде. Ама, кој знае, да побараа прошка, може би се ова немаше да биде. А и ние да бидеме. Не се. Тука сме, си го носиме. Значи, и ништо да не направиме, и да сме најдобри на свет, ама што да се прости? Си го носиш прагревот од твојот прадедо, од својот прататко. Туку и тоа не е страшно. Туку, што е страшниот суд? Страшниот суд во суштина е страшен, знае зошто? Затоа што се сретнуеш со чиста љубов. Имено, ја упорно тврдам, дека зборот мој, љубов која означува, вие си го тумачите погрешно. Ја не знам точно што значи, каква енергија е тоа. Тоа е таа креативна енергија која се создала. Не е тоа само мојот однос едно друго. Тоа е односот на честичките меѓу себе. Тоа е таа енергија во суштина, тој потенцијал материјален кој е тука, кој ни доаѓа од нематеријална простор и материјализиране тука, и ќе се дематеријализира, и ќе се трансформира, и ќе стане вечност. Вака или онака. Не, тоа е осудено, тоа е game over. Не можете. Верувале, значи, антитеисти да сте, вие ќе се соочите со тоа реалност. Но, што е клучното прашање? Бидејќи го славиме Великден, зошто го славиме? Христос воскреснал. Ми сега некој ќе рече, I don't care што воскреснал, што имам јас од тоа? Воскреснал за да ти покаже што те чека после. Од кај да знам што ме... тоа е, од кај да знаеш. Че треба да поверуваш. А верување е еден филинг кој те тера да размислуваш малце надлогично, надматеријално. Освен мозок, да вклучиш срце. Срце функционира на љубов, на емоција. Емоција, љубов, ама таа клучна енергија. На оној филинг, знаеш како, кога, еве сега, доаѓа пролета, од кај знаеш дека пролета? Како да ти кажем, еве гледам листовите, пупки излегло, ветерот е потопол, кокичињата излегле. Значи, на некаква чиста обзервација. Ама пролет можеш и на Аљаска да ја осетиш. Па нема пупки и така. Значи, пак е на некаков филинг, на нешто, на некоја емоција, на некој чувство. Кога го имаме ние, кога со нас не раководи ни ум, ни емоција, туку се во еден баланс, добиваш една... Почнеш да го... Знаеш, астрономси го гледаш каков е универзумот. Ти сега кога вклучуваш, кога ги примаш сите... Ја затоа сакам да учам све за кванти, за астрономија, за бесконечноста на универзумот во која вие не верувате, затоа што вклучувате исклучиво само еден филинг, а не сите оние дадени сетила за осознание. И сега јасно ти е каква големина се крие. Не можеш да ја доопишеш, ама ја осеќаш инстинктивно. Како го викаат, има нешто. Тоа има нешто е најпримитивен извик на човек кој нема знаење и писменост. Тоа не значи навреда. Не.
Има луѓе си се посветиле на нешто сосема друго и се специализирале. Зборам дека светители пишувале цели томови на сето тоа и на крај општи заклучок. Бог нема да го осознаеме, дури ни у другата. Значи, толку е голем, толку е несватлив, толку е комплициран. Затоа он морал да се отелотвори како човек, да ни каже, дечки, уреду е, смирете се, прекините глупости да правите, голема награда не чека. И морал така да ни каже. Шо ако ни кажал, ќе имате вечен живот. Абе, тоа вечен живот, знаеш ли колку аспекти има. Но што е суштината? Пак, I don't care, што Христос воскреснал и што ќе воскреснеш и ти и што ќе идеме у рајот. Што со те дали јас, поточно ти, за кој едно да разберете, нема инкарнација. Инкарнацијата е вулгарност на природата, вулгарно тумачење на абстракција, непостоечко ништо. Тоа е вулгарност против, само у природа да веруваш и во наука, против природно и против научно е. Ти, Петко Петковски, си еден и единствен во времето и просторот, од почетокот до крајот. Дали ќе биде утре крајот или за квантилион Google години, нема да има друг. И дали јас и ти со оваа свест и ова искуство кое толку многу го сакаме, оти колку и да ние не го сакаме животот, може би, ситуациите кога ни е лошо, али себе, нема да се дадеме, па не знам шо да е. Зборам за личноста. Ние ќе се жртвуваме за друг. Некој поспозорен, некој живот ќе дае за земја, некој за фамилија, некој ќе се жртвува за 10 работа. Некој е себичан и не е битно. Но сите ние до последна танчина си го сакаме собственото јас. Не зборам за луѓе кои кога ќе заболат, си го земаат животот, бидејќи психичка болест е одземањето живот. Нема тука свест. Тоа е болен, обседнат ум и така натаму. Да не навлегуваме. И кога ќе се свестиме дека јас, личноста, е најбитното, колку е убаво што сум јас, не е битно у што живеам. Јас, свеста за мене, тоа е апсолут. И сите вие тоа го чувствувате. Не го размислувате, ама го чувствувате. Дали јас ќе бидам таму, јас? Тука е огнената река и она е многу, многу треки. И сега немам добра аналогија со што да ви споредам, за да ви кажам. Значи, кога ќе се сретнеш со таа нетварна, чиста светлина. Знаете, Исус Христос, кога се после воскресението, кој им се покажал, бил како прозирно светло, светел, зрачел со својата форма. Затоа што тоа е таа нетворна енергија која свет твори. Само ни се обликува нам за сведоштво за нам да препознаеме со што имаме работа. Кога ќе се завршиме у оваа димензија и кога ќе преминеме у таа димензија, ние ќе се соочиме со таа светлина. Може ли, ја ве молам, може ли да се соочиме? Џабе, и да молите, и да не молите. Морате, неизбежно е. Тоа е патот, нема друго. Што ќе ви направи таа светлина? Огнена река ја велат затоа што грешните луѓе, пази, сите сме грешни, боли, кога ќе се споредиш у огледало, кога ќе ја видиш вистинската слика каков ти треба да бидеш,
по кој урнек си направен, од која енергија ти доаѓаш и свесен колку си промашил, тоа е страшно психички болно. Но таму, она што е благословено и чисто, ќе обстане. Она што е греовно, она што е нечисто, ќе отпадне. Ако некого интересира, што ќе остане од овој свет во оној свет? Она што е од Бога благословено. Што значи благословено? Благословуваш нешто што му дава шанси да се трансформира во подобро. Зато ние луѓето живееме овдека. Имаме шанса да станеме подобри. Имаме шанса да го испереме гревот, затоа и се исповедаме. И она што е труло, да го направиме добро. Зашто е можно повеќе од нас да остане? Замислете како, замислете овие есет филмови, сега аналогија да ви кажам, кога ќе дојде онаа светлина, нешто го гаѓа и сега некој парчиња од телото му се распаѓаат, ама нешто ќе остане. Тоа што ќе остане е јас. Тоа е чистата душа и тоа е она што останува од мојата свест, од моето јас. Нема црнилата наши да влезат таму. Затоа треба да се ослободиме тука од нив, бидејќи таму не можат да обстојуваат. Не можеш ти у вечноста да влезеш со црнила. Затоа што постојат милион... Сами да размислете, не треба ни книги, ни филмови да читате, нити да го знаете, да ја знаете сликата на Дориан Греј. Тоа ќе се извитоперува. Ние овдека да добие најдобриот човек да добие вечен живот овдека, за 1000 години ќе стане демон. Затоа е добро што имаме краток животен век и време за искушение, за да се искупиме. Што е борбата сега? Сите ќе бидеме спасени. Помалку или повеќе, да. Што ќе остане од нас, кога ќе се соочиме со огнената река? Поточно со Бог. Со таа чиста љубов. Таа чиста љубов, таа чисто зрачење. Она што е чисто и љубовно во нас ќе остане. Она што не е чисто, ќе го снема. Дали е помисла, дали е сеќавање, дали е дело, дали е тело, дали е што год да е, не може да обстане. Тоа што ќе обстане, тоа е најчистото од нас и тоа ќе обстане во вечноста. Во суштина, на кратко, ја тумачам, предпоставувам дека на духовните и свештените лица ова прават. Бог да чува и да брани. Боже, мили, што треска овој. Да, ги сваќам низ некој мој филтер, а не низ религиозен и вистински тумачен филтер. Само велам дека во суштина, мал е напор. Ако сте можеле да направите некаков подвиг за некого и така натаму, можете што сакате да направите со себе. Прашање е, имате ли мотивација, имате ли сила, имате ли храброст? Ние стануваме зависници стануваме од мобилни телефони, зависници стануваме од алкохол, зависници стануваме од трава, од дрога, зависници стануваме од храна, од шекер, од сол, од грицки, од кока-кола, од цигари, од коли убави, од убави жени, зависници од секс, зависници од филмови, од телевизија, од книги, страсти, пари. Гледате каква дрога. Се прашувате, колку ви е потребно за спокоен живот до крај на животот? $1,000,000, $1,000,000 би ви завршило работа пораат да сте? Да. Кога ќе дојдете на милионот, нема да ви се доста. Затоа што зависноста е како комар, како казино. Зошто милиардериве не застануваат кога ќе направат милион или милиарда? Зависен станува од тоа да прави пари. Тие пари не можеш за 30 живота 300 души од твоите најблиски за 30 генерации да ги допотрошат. Со прст да не мрдат. Зависноста. Тука е демонот. Тука демне. Мрза. Не ми се станува, не ми си на литургија. Немај сега, кој ќе готви здрава храна, дај од тоа грицки, не овона.
И салце се направи. Ајде не е битно, ајде душа сака, оп, 3 глицерини. Ајде не е битно, не е страшно, оп, инфарктче. Ајде не е битно, не е, оп, запушување на некоја вена у ногата. Ајде не е битно, оп, у каротидната, оп, мождан удар, пола фаца овакво. Децата ќе ти го бришат задникот до крај на живот. Многу убав живот. То се последиците од нашите дела. Не е казна. Нема казна. Господ не казнува. Ние се казнуваме. Знаеме точно што треба да направиме и пак грешиме. Леле, помал отпор. Ние не сакаме да идеме право. Дури Зигмунд Фройд, кој нема врска со религија и со вера, вика, човештвото се занимава со мелиорација. Наместо право ние да идеме праволиниски, нели кон целта, ние чекај, од тука, од около, од ова, да не губење време, енергија, волја, се извитоперуеш по патот, кој сам си го комплицираш. А многу е едноставно. И да престанеме да се прелашиме од болка, од страдање и од неправда. Леле, таа пуста неправда. Само ако отворите, па не сум ни јас подобар. Не сум ни јас. Еве ќе ви го кажам, најдно за мене што ми е, како верник, е мојот цинизам, кога мајтап терам со оние што прават глупости, оние што прават идиотштини. И сега ги читам, има уште некои типци таму, прилично интелигентни, еден пост за црквата, за светителите, за македонската нација, за патриотизмот, за ова, за она, за све друго. Другиот, цинизам за исмевање на непријателот. Не можеш, бре, мислам, дали сте виделе некој светител, прочитале да бил циник? Едноставно посветен. Но, велам, тоа се димензии кои луѓе се надминале себе, кои кога душата им го напуштила телото, нивните остатоци биле мироточиви. Мирисаат убаво. Знаете леш како мириса, нешто најстрашно, најгрозно. Нивните остатоци се мироточиви, мирисаат прекрасно. Замисли како можеш ти да си го преобратиш својот толку физички да се преобратиш, да тури телото не ти труле, не може да иструле. Но што сега и не трулееме. Сега језиво да ви кажам дека заради сите конзерванци закопај човек после 20 години извади го исти, ќе викаш овој светител. Не е, брат. Овој отворил конзервичка, карнекс, па месни нарезак, па саламче, па чајно колбавче, па колбавче за наскара, па наполитанки, па орео, па сладолече. Конзервација, а тие не идат преку една вечер, се конзервира. Така што, дечки, дали сваќате дека се лошо што ни се дешава и све добро е толку многу небитно, затоа што, мислам, вистински духовни, ја тоа не можам да го научам. Не можам, дете ке ти се разболи и ти се распаѓаш. А во суштина, да можеш да подгледнеш на тоа, дека неговото и твоето страдање само отвара пат во вечноста. А зошто така? Не можеш да го согледаш. Затоа што тоа е некоја космичка синергија, затоа што, не знам, на месечината паднале 100 метеора, на земјата 50. Зашто? Тоа е гранд дизајн. Тоа е алгоритамот на се што постои. Тоа е теоријата на се која бара Стивен Хокинг. Тоа е оно што го намирисува Ајнштајн, не може да го осознае. Тоа што апстрактно Тесла се обидува да го исперцепира, не може да го пренесе во зборови и разбирливи. А денеска сме во логореична фаза, па можеме некако и да ги вулгарно, барем насочиме да малку имаме, затоа што сакаме малце јасна представа да имаме. И нема јасна представа. Се мора да е низ магла и низ таа магла кога гледаш, бараш облик, у еден момент, не можам да согледам што е. Не гледај со очи,
осети го. Почувствувај го. И ќе ти стане јасно што е пред тебе. Тоа е тоа кога не само сетилата, имаме ние повеќе сетила со кои манипулираме и ни се дадени. Имаме една енергија, знаеш како, кога би можеле со тие очи, знаеш како вакви светлосни зраци над секој човек стои. Тоа е таа благодетна енергија која ни е дадена на сите, ама на сите. Ама што ќе правиме со нејзе? Тоа е изборот и одговорноста наша. Некој ќе ја тури у страсти, некој у секс, некој у работа, некој у љубов, некој у молитва, некој у посветеност, некој ќе ја прима и ќе се обидува да ја возврати наназад и ќе стане епископ. Па ќе може да ја зрачи и на други. И тоа се работи кои можеме само да ги наслутиме, но никогаш не ќе можеме јасно да ги објасниме. Што со се во ова? Ништо бе, дечки. Се во ова ви збори. Прво, треба да си среќен. Значи, дали ви е јасно дека у секој булшит у суштина е за наше добро? Ама секој булшит. Да, у моментот може би не можеш да се свестиш, окей, ама издржи го, машки. Затоа што доаѓа нешто друго. Може би не утре, може би на другата страна, може би задутре, може би твојата жртва прави некому добро од другата страна. Може би таков е тој дизајн, дека тоа е тоа. Немој да се прашуваш зошто дете настрадало, зошто маче прегазено, зошто оваква се случило или онакво се случило. Едноставно, тоа е големиот дизајн. Но тоа не е, ние немаме крвник и садиста, психопат кој не создал. Не создал од љубов. Не може да те мрази. Како можеш ли да си го мразиш собственото дете? Не. Па соврши, а не си совршен татко. Не сте совршена мајка. Па како може совршениот да не мрази нас? Да мрази све ова што создал. Но ние со нашите делувања, злоупотреба на таа благодет, паѓаме, стануваме, он се обидува суптилно. Да, може да ни се покаже и да ни рече, еве, јас сум Господ Бог. Но не сака од страв. Сите ќе наполниме гаќите, а ја верувам, готово. Не мрдам, не правам од денес грев. Не залче леп само на ден. Го видов Господ и готово, крај. Ама он не сака по слободна волја. Сакаш ти детето да го претепаш и така да те слуша и да те почитува и да те сака? Ако е од твојот одговор да, тогаш ти си ментално ретардирана личност и не си татко. Ти глумиш дека си татко. А да не збориме дали си совршен или не. Затоа мора да сте радосни. Мора да сте весели. У најмака мора да го преиначувате тоа, да го согледувате одозгора, од перспектива како дијабло кога ја играш, нели? У трето лице. Да согледуваш се. Не да бараш комплицирана филозофија. Мора да биде едноставно и разбирливо секому. И на најкомплициран, затоа што ова дава можност и најсложени филозофски. Свети Максим исповедник земе, читајте го, не можеш да го разбереш. Ја ви гарантирам, не можеш да го разбереш. Не познавам современик кој е толку духовно Има еден. Се извинувам. Верувам дека има еден. И го познавам. Да го разбереш. Но не може он само да се... Но затоа е он во еден сегмент да се обрати како епископ, да зрачи. Знаете што е епископ? Оно кој ќе го ставиш и зрачи на сите страни. Нели кога викаме епископ? Зошто ги викаме епископи? Тоа значи епископ. Има благодетта, доаѓа и ја зрачи преку него свештеници и така натаму и така натаму. Затоа, дали ќе се причестиш у некоја селска црква или у соборен храм или у некоја црквиче или у некој неприбран со некој неприбран поп или не со некој вознесени монаси во подвигот, апсолутно небитно.
Bitno je ona da go primiš. Telo Hristovo. Da, to lepi vino što je така materijalno, во него содржи благодат, нетварна енергија. Бог. И замисли ти во даден момент кога го примаш, тоа значи не го примаш со триење како со масло, или шампон за коса, или го шмркаш, или го читаш и софтвер ти се аплодира у тебе. Не бе. Го земаш. Бидејќи, нели, храната, што ни е, кога си гладен и кога ќе душата кога е гладна е како ти кога си гладен, прегладнет. И замисли најубавото јадење. 3 дена си гладен, немаш што да јадеш. И најубавото јадење ти се појава. И кој ќе каснеш, леле убавина. Замислите ја душата која дошла од таму, душата наша, не е тоа свест. Душа е душа. Свест и интелект, и тоа е нешто што ќе се интегрира после во личноста. Душата која е дојдена од таму, ни е дадена да расте, да ја негуваме, кога ќе дојде причеста. Тоа е за неизе Бог, која ќе се соедини со од таму каде што дошло. Тогаш е неисполнено. И затоа е тоа она мистично. Што? Добро е. Што? Не може. Ја го карикирам, луѓе мои, затоа што е прекомплицирано, претешко и прекамерно. Ама од друга страна, ова е наменето и за дете, и за било кој лудак, и за било кој интелектуал, за секого. Не можеш да бираш, нема врска, не мораш ни молитвата да ја знаеш. Само треба да имаш волја да го направиш тоа. Што со тоа? Прави некоја промена. Чисти малце, знаеш како? Како аспиринче, знаеш, како парацетамолче. Кај тука има воспалително, чај ќе го спи. Тука ово. И тоа димензионално нашите аури, нашите тенки чворови со она благодет, малце да се отнат и така натаму. Па дали си ги знаел Исусовите зборови, па што кажал тумачење? Океј, учи го, добро е тоа, убаво е, супер. Не знаеш? Не е битно. Што ќе направиш ти со тебе, со твојот живот? Се радуваш ли? Дали си благодарен? Жив си. Тежок ти е животот. Благодарам. Супер ти се дешава. Thank you very much. Лошо ти се дешава. Фала. Ама искрено онака. Искрено. Тешко е. Верувајте дека е тоа потежок подвиг него кога ќе те фрли у дупка да излезеш од дупка. Или кога страдаш, или кога гледаш друг дека страда. И тоа не знаеш што е пострашно. Затоа што имаат страшни такви ситуации да просто не можеш тоа да затемнува умот. Но надеж секогаш постои. И затоа се сеќаваме секоја година на овој празник за каква жртва поднал невин човек. Невин човек. Еце хомо. Немал греф. Ние сите сме биле грешни. Единствен кој одел по оваа земја без греф. Господ Исус Христос. И бил казнен, и бил распнат, и страдал. И се вознел третиот ден според писмото. И седи одесно на Отца. И така натаму, и така натаму. Да, не ќе проповеди да правам во... Туку сакам да го согледувам на човечки начин, на нерелигиозен, на неправославен, на ненаучен, на нефилозофски начин, на многу човечки начин. Зошто? Зошто ми е потребно да го вулгаризирам дури и погрешно? За да кога ќе дојдам у криза брзо да се сетам. Знаеш, ако клучевите, имам опасна ситуација и сега клучевите ми се уташна, па ташната у новчар, па у новчарникот тоа, па да ги извадам и така натаму. Вака да ми е брзо тука, затоа што таков е животот, такви ни се искушенијата. Не е ова 250 година кога 3 настана имало во 3 години. Ние имаме 30 настана во 3 сати. И оваа шизофренија треба човек да се приспособи. Затоа никогаш не се исти времињата, затоа што се бара друг подвиг од нас.
Затоа не треба да се затнуваме во носталгијата. Единствена носталгија што треба да ни биде, треба Бог, да ни биде ништо друго. Но се победува смртта. Нема гейм овер, дечки, продолжуваме да е. Цело ова страдање има тоа. Супер, окей, thank you very much. Па дај, затоа е најрадосен празник. Иначе верава е џабе, џабе е све што славиме и така натаму. И не е битно дали е католиците славели една недела, требало исти ден. Знаете што? Великден е секој ден во вечноста. Како што и Божик секој ден, секој миг. Затоа што еден нетварен ден е. Значи во тој еден нетварен 8 ден, во вечноста ние ќе пребиваме, ќе бидеме со Него, ќе го чувствуваме, нема да го осознаеме, ама ќе чувствуваме љубовта, ќе се чувствуваме, ќе се видиме сите меѓу себе. Не ќе ни треба ни страст, ни храна, ни ништо. Што прави човек кога е најрасположен? Кажете ми, што е врв на една културолошка? Човек игра, пее и танцува. Концерт кога ќе видиш, што се најмасовните работи. Абе на фудбал кога ќе се собереме, пееме. Радост, човек, еј. Ете, тоа е. Ке живееме, ама динамичен. Не она досадно во бели чалми на облаци легнати. Пак ќе биде динамично како што е ова. Само динамично за во веки веков, вечност. И ќе се сеќаваме на себе. Ама ќе остане нешто од нас. Ама ќе остане доброто, благословено. Тоа е огнената река. Затоа имаме шанси. Има шанси за секого. Секој може да му биде простено. Се може да му биде простено. И затоа треба да се радуваме. Затоа треба радост. Нема, не ограничувам. Дури и да се претера, подобро да се претера у радост, одошто во суптилна злоба. Затоа вечерва одбрав едно мое гостување, ја не знам колку забегав, ќе имаме време да го пуштиме? Ќе имаме, добре. Само 40 минути логореичен монолог. Прво да се заблагодарам на мојата екипа која ме трпи од Великден до Великден. Нова година е битна, ама не е толку битно. Ова е новата година. Да ви се заблагодарам на дечкиве мои, што ме трпат цела година, и да им се заблагодарам што ги трпам цела година и што ќе се трпиме уште години натаму. Да се заблагодарам на моите колеги, да му се заблагодарам на Џорџ, на уредникот, на Спасич. Драго ми е што во време и простор сме тука, дал се гледаме, не се гледаме, ама се разбираме. Да се заблагодарам на моето семејство, да се заблагодарам на ваш, почитувани гледачи, со кои се карам, се расправам, сум достоинствен. Подобри сте од мене. Подобри луѓе сте од мене, нема збор. Но тоа не значи дека ќе овака. Не, јас се научив дека мора да кршам јајца за да направам кајгана. Ама вие ми викате, полека бе Јанкове, и варено јајце убаво. Не, кајгана има да се кршат јајца. Благодарам што ме трпите. Ја не се трпам. Благодарам што ме трпите и ќе се трпиме. Јас сакам само да ви посакам најубав празник. Христос воскресна, навистина воскресна. Не е само тоа некоја празна мантра. Тоа е, вечен сум, а ти прави што сакаш. И заради тоа се радувам. Нема да умрам бе, не умирам, вечно ќе живеам. Моето гостување кај Снеже Велков, не прифаќам вакви гостувања, но кај незе отидов, затоа што таа млада дама, скоро двојно помлада од мене, не баш двојно, ама третина, ми остави впечаток, затоа што ја уште бев никој ништо, она покажа голем пиетет кон мене, а исто така и голема почит кога работевме во заеднички на исти телевизии и така натаму. Сакав да се вратам и ми беше желба да, она успее да има свој продукт и јас да и направам едно убаво гостување, забавно, смешно и така натаму и така натаму.
Секако. Мора малце актерски, малце измислување, ама се да биде на шега, да се насмееме без злоба. Мислам дека успеав. Прекрасни гости беа и мислам дека за разлика од некои други емисии каде што има некои луѓе кои вака не би сакал ни на слика да ги гледам, подалеку заради некои работи кои ги прават у животот. Не викам дека се подобар од нив, ама не можем, секој со своите вкусови, назори и така натаму. Сакам да ви ја пуштам во секој случај. Идејата е дека забавна емисија, каде што гостува, па моето гостување е чисто можеби кој не ја гледал, ќе го насме и ќе го расположи. А ние се гледаме после празниците. Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Вие сте на Телма, а ние сме во хотел Лимак. Знаеме дека февруари е месец на парење на мачките, па таа тема ќе ја обработиме без мачки, но со љубовни сигнали. И ќе ја споредиме старата школа со новото дигитално време. Старата школа ќе рече: у мое време се знаеше, мажите се мажи, жените се жени. Ова денеска се ненормално. Нит се мажите мажи, нит се жените жени. Мажите поналицкани и подотерани од жените. Уште и чекаат тие да ги стартуваат. А жените машкуданки демек се можат сами и на крајот викаат нема мажи. Епа има мажи и еве ги во емисија. Овде тато ако има, главен му е синот. Џабе пари ако во душа си клошар. Велат неговите стихови. Поранешен полицаец, сегашен хип-хоп артист. Рапер Христијан Тасковски Таско. Статус зафатен. Се држи ли тој до старото правило, дека хуморот како средство за освојување на жените никогаш нема да излезе од мода? Ќе го прашам стендап комичарот и актер Бојан Велевски. Зафатен. Дечко кој секоја мајка би го посакала за зет. Тој го следи новиот тренд на мажи кои одлично изгледаат, се хранат здраво, вежбаат, готват, знаат да подават и совети. Инфлуенсер, модел и фитнес ентузијаст. Стефан Спирковски. Статус слободен. Мажите се глупи, купуваат часовници, купуваат коли, може да ја легне, но нема да ја има. Ако сакаш да ја има жената, допри и во мозокот. Ова е неговата изјава. Тој е припадник на старата школа. Јанко Јадибурек Илковски. Статус зафатен. Добре дојде. Нове рул. Добре те најдов. Фала ти што ме покани. Здраво, момци. Здраво на сите. Вистинска чест што сме заедно тука. Двајца капетани у авионот, се надевам дека добро ќе летаме. Ама јас сум логорејчен. Се надевам дека ќе ме успееш да ме затнеш малце за да они имаат. Стара школа, нова школа. Добре дојдовте во нешто конкретно. Јас сум водителката, не он. Добро. Момци, задоволни од најавата, да не сгрешив нешто во статусот. Зафатен? Женет. Нормално, да. Така, Таско? Зафатен жен. Добро. Јанко? Ја. Добра жен. Добро. Какво трик прашање ова. Стефан е зафатен? Па не се сите зафатени, ја не сум зафатен. Добро е. Мора еден да има тука да дебатира. Добро. Од таа гледна точка. Сакам да го поставам прашањето, кој од овие тројца би бил најголем фраер ако е твоето време? Вака кога ги гледаш. Моје време? Да.
да ти кажам, во мое време најголем фраер ќе биде оној што најдобро збори. Значи, А да не алудираш на некого. не на мене. Јас зборам многу, ама не зборам добро. Значи, секоја жена ќе ви рече, момци, ќе ви рече, колку и да имате пари, ќе се лепат на пари, ќе се лепат на се што ќе заработите, ќе се лепат на сикспек. Али едино, така некои жени ќе можете да ги освоите. Секоја жена можеш да ја освоиш ако и го погодиш муабетот. Сега највулгарно ви го кажам. Бидејќи нема најголемата ерогенозона е мозокот. Ако ти знаеш да ја направиш муабет, ако ти ја хипнотизираш, ако ти и кажеш Слушај, Стефане, тоа само што ти си треба. слободен. А они имаат, пази, они па имаат у биос, знаат дали лажеш или дали се фолираш. Ти можеш смешка Некој да ќе ги измислиш. прелажеш. Али можам песна да ја дефинитивно пишам. на муабет можете да ги шармирате. Он може виц да ја каже, ја можам песна да ја пишам. Слушај, хумор, Ти можеш статија да ја извадиш. ја можам да ја забавljам другарка и додека он ја... За да не... Тоа е моето. Стефане, чекај. Тоа е добар вингмен. Цел живот така, ќе дојде, моето е, некој лепо там ваков има другар, ќе и се по Снеже ќе ја види, ќе иде ќе, и сега другарка и на Снеже, некоја таму, и ја што прешме е добро, и 3 сати додека овие нешто прават. Значи, чекај се. Моето прашање беше, кој од овие четворицава ќе биде најголем Не знам фраер кој во како твоето збори, време? значи сакам да кажам оној што Значи, најубаво говори со жената. Во однос на тоа што го знаеш, ти би бил најголем фраер. Не, Добро. Ја така заклучив. Добро. Океј. Значи по годините 29, 27, 35, ја имам 40, ти имаш колку години? 60. 60. Значи ја и ти ќе бидеме чичкото и тетката во емисијата? Може? Ги подели улогите го. Готово. Чичкото и тетката. Договорено? I go for this shit, што би рекол. Ајде сега брзите прашања, иако размрдавме. Значи вака, дали некогаш сте биле на мрежи за запознавање, на пример Тиндер? Одговарате со да или не? Не. Не, Да. Не. Иако има некој лажен профил со мои слики, ми го имаат праќано баш на Инстаграм. даде се, И да. Иван е потпиша. Добро, добро. Добро, и ја исто, и не лажен профил. И на п***ап ми е лажен профил. Да го фатам, ќе го искубам. Добро. Дали некогаш сте прибегнале кон бабини деветини за да привлечете љубов од типот хороскоп, кафе, врзување на конец, идење во црква, облекување мајци, не знам што све не. Си прибегнал некогаш кон такви? Мислам не. Мислиш ли? Абе не ти гледале на кафе, не ме зафркаеш, а не ти гледале на Гледале кафе, на а стай кафе? желно тука данг. Признај, признај. Порано, не знам, сега не ми те 100%. Кажи, 100%. Да. Да, на кафе ти гледа. Дали ти ја видоа сопругата на кафе? Па не види, ја кога ќе ми каже, јас си наоѓав која ја гледа таму. Јас сам си ја правев, според буквата што ќе ја каже, таа си ја бира. Значи, добро, ти си и прибегнал. ова ме blast from the past, стварно беше ова секојдневен спорт. Средно, побегни од часови, иди негде ка кафе, стискај желба и кажувај она И мантрање. буквата кога ќе ти ја Имаше- кажат, обавезно има некоја личност таква. Значи мора да Имаше има вистина, таква ти погодиле тебе на Не, кафе? Бог да чува, него, ја имав друга магија користев. Кажи која. Да. Например, гледав да останам насамо до неја, збориш, гледаш, не можеш да допреш и на крај паѓаш на колена и почнеш да плачеш. Задње више нема што да изгубиш. применувал знаеш. молитва. Не, више и така. Ајде, Бојан, ти не си прибегнувал? Не, кафето само порано као Кафето, као а? деца тоа. У хороскоп не веруваш? Не, хороскопот има многу вистина тоа кој знак со кој се одговара, али не сум се водел по тоа. Добро. Комичарци? Да. Така не е расплаче. Го гледаш ли шопре? Сега, знаеш шопре? Сега, знаеш како? Само Материјал собираш, ти ништо гледаш, не кажеш. Обсервација ти прво. се. И сега следниот стендап ќе му видиш 5 милиона гледања и кој ќе не удри сите вака. Име и презиме. Прва обсервација. Да. Одам Како вас понатаму. Кристоф исто. Колку корпи сте добиле во животот? Ако се повеќе од 3, кренете рака. Стефане, Што ти е бе, баскетбол? леле, и ти таско повеќе од 3? Зашто не? Мислам, Лаже, машко ако не приде и ако не добие корпа, мислам дека нема што да изгуби. И на крајот од денот види,
како машко мора да го прифатиш фактот дека кад-тад ќе добиеш корпа. А ако сакаш да имаш девојка и ако си упорен, значи можеби ќе ја добиеш и после корпата, меѓутоа се 3 корпи, се рачуна. И да ја добиеш корпата и после тоа кога ја добиеш незе корпата си останува. Аха, ти значи поише од Чекај, само дечко нека на рака, брат, ти што се Што си проблемот брат, кажи? бе, ти стварно. Не, нешто има проблем тука некој. Нешто не ми е, нешто. Благодарам, колега. Изволете. Да, повели дечко, ајде објасни се, молим те. кажи. Што да ви кажам? Напиши книга, брат, како да ја добиеш корпа, нешто не знам. Како да не Нешто добиеш направи корпа, бизнис, не баш, само да се Или сликаш. напиши книга, или раскопче кошулата и да има гледаност емисија. Што да ти кажам? Само се сликаат, напиши книга, брат. Ќе ви кажам приват. Не си добил повеќе од 3 корпи? По сега моментов не памтам стварно. Добро. Дали си земал девојка на твој другар или тебе ти земале? Ајде, дечко, ти што не си добил корпа. Па не. Не? Не ќам таква историја. Да. Ама не ти земал никој девојка? Па другар мој, колку што знам, не. А не ја на некој близок другар зборам. Ти кај... Непознаник. Значи, дали некогаш твој другар ти земал девојка? Тоа беше омилен според шедијата. Ја за поинаку не знаме, брат. Фатиш девојка и ја криеш од сите, брат, ти кој ќе ги видиш. Иш, бре, готово, крај. Тебе ти земале? Како не? Да. Да. Добро. Ја И не како си сум- реагирал? Види, убавината е секогаш секогаш убавите девојки имаат грди другарки. Аха. И тие се секогаш раме за утех. Не, се шегувам, не е така, ама знаеш она кога ги обзервираш работите, тоа е неверојатен пинг-понг на не знаеш како ќе заврши. Најубавата со најгрдиот со најубавата и не знаеш што ќе ги спои. Зависи добро, кај, а зависи се уште- кај гледа убавината, тоа е Так. мавето, зависи кај гледа Тоа е убавината. клик у глава, бе, човек. Како Толку е. тоа кликне, крај на Крај. муабет, не. А се уште остануваш другар со тој што ти ја земал девојката? Види, јас сум 60 години сега, знаеш како би требало да уклучам центри на мозокот и хард дискови кои одамна не биле запалени. Дали сум остал? Не, види, no hard feelings. Може би во моментот на нарушена суета, нешто и така натаму, ама поминало време, кои ги се забораваат тие работи. Ова е многу убава емисија, ама ти фала тинејџери за муабет. Така ли? Добро. Па еве тинејџер, 27 години, тинејџер е. Колку споредба со мене и со 27, тебе. Не. Далеку од тинеџерски сум ја. Јас? Да. 35. 35? 29. Ти реков, тоа е тоа. Добро, Таско, ајде. Тебе ти Не, се не, случило? не. Ти да земеш или да ти Никогаш, земат? ни на другар, ни на познаник, ни они да ми земат. Мислам, за они да ми земат, ја колку што знам, не. Меѓутоа ја, што знам, верувам у принципот да не правам тоа што не кеш да ти го прават и обратно, вајс верса, така да верувам у карма и не сакам да им го правам тоа на луѓе. Па поготово и на девојки ако се зафатени или не зафатени, па сега да им се тупнам ја у животот од нигде И никаде. тоа е убаво, нели? Морален компас да имаш. Но да знаеш дека светот, литературата, целиот свет, знаеш какви примери има. Љубовта која ќе те пукне, брат, не гледаш ти што е и која. Ако кликне, брат, морал и етика, тоа све паѓа. Па ќе кажам, јас не знам, така се водам по некои такви ствари, да не бидам јас кривицата за причина на развод и разделување на други луѓе, затоа што верувам во карма, па ќе ти кажам, и се надевам дека и мислам и знам дека некогаш понатаму животот ќе мудри мене негде. Добро. И затоа не сакам да го правам, тоа и Бојан? тоа е тоа. Тоа е моето мислење. Молам? Што возиш? Джип. Значи, може да те удри джип, сакаш да му кажеш. Да. Ако ми се рчкаш Добро. Да разјасниме. Океј. Тебе Бојан ти се случило? Кај мене си има десено да бидеме у различно време со иста повеќе пати. Со еден другар, така се погоди. Иста девојка у различно време. Као Не ти у 3, он у 4. Не као на пример, да речеме прво јас сум со неа некое време, па така Сијам па така, после сијам. он. Ама не, тоа се Од другар си е шансата. Па, Меѓу не. вас да си остане. Не, нема врска тоа. Например, ја и она завршуваме, поминува време, па некако они двајца се запознаваат. Па после пати и он. Со два пати си има десено тоа. Рандом, јас се запознавам, пример, у Прилеп, се дешаваат ствари, поминуваат 5-6 месеци, Тоа е они се нормално? запознаваат у Штип и така. Еве го види го се држи за глава. Јако не ми се нормално држам е за тоа, глава. а? Знаеш што, многу е нормална работа кога си тинејџер, експериментираш. Па не, бе, не си ги знаеш. Ама не бил тинејџер. зрели емоциите. И сега Ама мали не поврзани друштва се сме. тие моменти, тие настани, значи
Не поврзано е тоа, Не само ја и он сме... знаете? Не, он знаел дека сме биле ние заедно, пример, кратко време, неколку месеци. Разбираш? Небитно, мислам, нема тука hard feelings. Дали некогаш сте биле дрски и безобразни кон девојка и зошто? Стефане, Посигурно. зошто? Па највише мислам поради непочитување, например. Она Тоа не те онака што да, почитува. највише би ми сметало. И си бил дрзак и безобразен. Па веро, И како и се обраќаш? со повишен тон. Добро, а во однос на зборовите? Па не гледам да се На ниво. на ниво, да. Добро. Таско, ти си бил? Исто. Кои се зборовите ако треба да ги Исто буквално тоа што го кажа, само да ги например, одрапуваш ако треба? Не можам. Не можеш, а? Не можам, не. Не се шалам. Муабетот ми е дека и кога сум бил и држок и безобразен, тоа било со причина затоа што стварно имам многу долг фит или и прак на толеранција на човек, за да мене ми извоиш од так треба стварно да не знам до каде да ме турнеш за да почнам јас да се однесувам дрско и безобразно према тебе. Така да сум бил, да, ама муабетот е со повишен тон. Рака, никогаш не сум кренал па таму камоли да дам предам и да зборчиња? отерам. Не. Никакви зборчиња, само така погласно. Да. Добро. Се намршти Бојане, зошто? Оф, јас немам дугачок фител, брат. И на кратко си брза. Професионална Кажи. деформација ми е тоа од настапите ми е професионална деформација у Добро. приватен живот, у смисла јас сум многу културен, многу фин, јас со другар еден одиме у еден скопски кафич кај што сме стално Девармал и он вика, брат, ке ти смета ли да одиме вика на таа маса таму, вика со девојката се сретнавме пред вечер, разговаравме, не покани кај нив на маса. Пошто знае се, вика жените Добро. не ти е проблем. Не ми е проблем, викам, што јас што не знам, што ако сум женет, што? Сам не знам да разговарам. Идеме на масава, 3 девојки, едната седи тука, не ме гледа, они две здраво, доаѓаме до тука и сега јас да се поздравам мислам, значи, добро вечер, јас сум културно, јас сум Бојан, драго ми е, испиеме по една пијачка, викам, значи он кажува што е, он им кажува дека ќе дојдеме и јас се вртам да се поздравам со таа до мене тука. А таа до мене гледа у телефонот нешто и ми ја гледа само раката, разбираш? И гледа вака у телефонот и вака као не ни гледа кој е тука, значи може примерно дечко што не добил корпи у животот. Значи она не гледа кој е, сваќаш? И она као као некој рептосаурус ми ја дава раката, разбираш, као оне знаеш као некој рептосаурус, што вака ми ја дава раката. И као ме гледа као нешто на криво, разбираш? А викам, а ти мислиш дека сме за тебе, да не бе злато, викам да толку имаме укус. Не заебавај. Слушај, линија ти ја сече некоја идиота. Толку. Пуштање јако. А иначе она беше најубава од тиде. Вау, Јанко, како вие сте спуштале на девојки или Ама како тоа е било стварно. дрски безобразен? Не, Заслужено и беше. Добро. немој нашето време, мислам, знаеш како, ние бевме импровизатори големи. Знаеш, не може да се каже дека у Македонија, у Скопје имало стара школа, имало интуитивна школа, правиш како најдобро мислиш и што треба да направиш. А тоа значи такви понижувања. Ние се прибрани момци, ја сигурно да они се избрукале, ке имаше на YouTube, но ние какви глупости сме правени. Една глупост кажи. Така, ама Овие имаат репер. Овие растеле у време кога знаат како е, што е морал, етика, како е, што е личност да ја задржи. Они се подобри луѓе од што ние. Ние таа приказна, ние стара школа бечка, знаеш каде? У Беч. Не у Скопје. добро, тоа значи дека- Скопје е село, бре, немој, ние сме се довикувале ко стадо. Кој прв овчар до првата овца, негова е. Ако овцата многу прета, ај земи ја ти, и ще, не знам како да ти кажам ово. Мајко мила, да продолжувам ли да прашувам Па сега што да ти кажам? како сте понижуеле девојки? Дај Како реклами. ние сме се понижувале за девојки, а не како сме ги понижувале. Што ти е тебе? Добро. Ајде сега вака, за да видам дали се смениле вкусовите во старо време или во поново време, односно како се менуваат со годините, затоа што генерално, нели, со 35, со 27, со 45 се менуваат, нели, Добро. перцепцијата и вкусовите. Јас ќе ви поделам тука некои карактеристики на девојки, вие ќе ми ја одберете, па потоа ќе ми кажете каква девојка вие бирате. Слушај, емисијава ми е, знаеш како, у 7-8 оделение, споменари кога пишува, и кога ќе ни ги испратеа Даjem ги овие, на сите. и ги пополнувавме Ете сите, и после така. го читавме кој што Абе, гледаш ли во какво убаво време те враќам, бе, Јанко? Детенце, ама на Знам, сите дај знам. натаму.
Се сеќавам, у мое време овде диносауруси трча. Оде намо. Дај, Вече дај повели натаму. на другиот. Уште едно. Значи сега прочитајте си и значи да ми кажете каква девојка бирате. Јас само заради гледачите ќе прочитам, види го. Јанко бе, па како си одбрал во твое време? Човече. Па ми ја Абе, саботира седмо емисија. оделение, ме врати. Абе, ќе ти дојдам Баш у спомена. емисија, бе, ќе видиш. А ти ќе дојдеш у Ќе ти емисија. дојдам у емисија и ја ќе ти зборам у емисија. Ама Видиш како не е како кај тебе мјау, кај мене е аф. Нема проблем. И бурек ќе зајадам, да видиш. Ајде, значи, А мора да бираме. Мора да бираме. па мора да или тоа или тоа. Ај Бојко ти удри ме, бе, не одговарам. Ај Бојко, Ето. ај не одговараме. Ај си почнеме муа. И сега Што кола слушај. возиш ме, дај нешто на старо да купам, да ми треба втора кола. Модел имам 98 ако ти треба. Плин бензин. Не пали тоа, ама добро, ќе ти го... Не. И после немало мужи у држава. Есте зашто нема? Затоа нема? што не сакате да не сослушате, нели рече? Реално. Треба муабет да се прави со жената. Што ме бойкотирате сега? Така е. Значи што Те бираш, чекаме, ајде. деколте или минич? Па, Стефан? деколте, нека. Добро. А што бираш, Јанко, деколте или минич? Мини деколте. Таско, деколте или минич? Деколте. Деколте? Минич. Добро. Да има убави очи или да има заносна насмевка? Ова е баш тешко да ти кажам. Ова цело време мислиш што да одговорам. Стави ги бе двете, зашто да те условува? Не може или. Ја ги стави, првото го стави двете. Ај нека бидат убави очи. Убави очи, добро. И двете. Не може. Ти ќе ми кажеш. Трампам Абе, две очи не за сите може. заби. Трампам две очи за сите заби. Само нека се насме сите заби, а ги има ништо друго не би треба. Две очи за сите заби. Насмевка. Добро. Добар. Насмевка, добро. Well points. Ајде. Очи. Очи да има, добро. Значи може и без заби. Полни устни или нежни дланки? Па, нежни дланки. Дланки нежни? Ја одбивам да бирам. Ова се раб... Да. Апсолутно, ја не гледам што треба овде. Абе, па не може Ој се. ненормален ќе од... Полни устни нежни дланки. Да не објаснувам зошто треба и полни устни и нежни дланки. Треба ли да објаснувам овдека сега зошто? Што ако се нежни дланки да жилет? Или полна уста, а дланка на Шмиргла. шмиргла? Па реално, Абе, не може да има се жена, да. Како не може да има? Ке си ги напуни устите. Тоа е. Значи, одбери си, слушай ме, Јанко, по ново време, одбери си ја таа со нежни раце, одбери си. ке си ги напуни устите, разбираш ли? Ајде, Таско. Нежни дланки. Па знам, ке си ги напуни Нежни устите, дланки. знаеш. дланки. Да, дланки, готово. Сега, долги нозе или затегнат задник? Ова е моментот. Затегнат задник. Затегнат задник. Ова е трик. Дефинитивно. Ова е трик. Не, пошто јас сум метро кебапче, ја ќе бирам затегнат задник. Не можам со долги нозе муте пак. Не можам една нога да бидам, не, па. Добро. Ова е многу битно. Да биде паметна или да биде убава? Јанко, ти прв одговараш. Паметна. Тука е све. Овде е све. Целиот ерот. Значи, момци, повторете паметна. Паметна реално. Сега и више у овие години што да бираме. Паметна мора да е. Штикла или патика? Штикла. Тикла. Па патика ја ви кажам. Јас сум по патика, да. Јас сум по патика. Висината. Со облини или манекенски тип? Со облин. Манекински тип би. Манекенски облини. Манекенски тип. Да биде богата или амбициозна? Амбициозна до богатството заедно ќе стигнеме. Ми се допаѓа. Таско? Да, исто тоа. И многу убаво го кажа, сериозно добро го кажа. Преси го мислам, брат. Сериозно добро го кажа. Богат или Не, амбициозна? амбициозна, а кој ќе биде и богат? Добро, ти? Во Амбициозно твое време бира... Не, да ми одговори сега. Во твое време, кој од Богат девојките беа на поголема цена? Тие што се богати или тие што беа амбициозни? Моето време беше многу мизерно. Немавме представа за богатство, немавме представа за тие работи и беше дај што ќе дадеш. Денеска маж или жена може да биде слободен и до 30, 40, 45 година и добро да се помени, и да експериментира, и да бара. У мое време жена до крај на факултет, ако не се омажи, Така. готова е.
Она Да, е да. за никаде. Она е отпад. Мислам, сама се... И нема каде, не може да функционира. Друго време е тоа, да, реално. Денешното време е многу како да кажам, по-добро, по-софистицирано за жената да проба, да експериментира, да учи, да направи нешто, а сепак да може и да се врати во семејство. Денеска жените живеат во подобро време него што живееа некогаш. Добро, момци, И момциве се Реално, боли, да. него ние што бевме, тоа да знаеш. така? Не верувам, ја мислам. Не веруваш дека се подобри мажите или жените не се? Не, мажите. Сега него порано. Не се подобри. Да, според мене. Зошто? Па зашто некако се измешаа сите вредности, мислам, и ова ново време што го нуди. А што ти смета конкретно? Вака меѓу двајца водителите ставија, брат, ние да си одиме, те скинаа се. Ајде, напиши сега, пишуваш книгата ти уствари. Напиши ја сега. Ајде, ке почне да добива кофи. Да. Израснав со дедо ми и од тоа што сум го слушал во тоа време што ми кажувал, дека мислам дека многу подруги биле мажите. И дека многу повеќе имало и другарство и сите тие ствари. Сега, ај ова јас ќе ја прочитам само мојава констатација, па ќе се надоврземе, ќе дојдеме до овие другиве карактеристики. Значи, вика вака, денешниве мажи не се мажи затоа што криејќи се зад тастатурата, глумат мачомени, нели, не знам, коли, авиони, камиони, а во реалноста се издишани балони. Ова на твојата рима идам, да. Добро. А денешниве девојки не се девојки затоа што се кријат генерално зад филтрите и не знаат ништо друго освен да се сликаат и да бираат лајкови, алудирајќи на тоа дека не се добри за ништо друго освен само за ето. И Да па ми- токму е тоа Ајде. што ја го мислам, што порано за да се запознаеле, скачале на корзо, се гледале, се дружеле, а сега е све виртуелно, све е напишување и некако Да не знаеш заради колку е тоа нема реално тоа што вредност, го гледаш мислам, во моментот. Да. Види, јас новата генерација не ја судам, од проста причина што мислам дека како се зголемува тој, јас су години наназад како идеме, јас имам 35, вие сега што има 22, 25, ги сметам за една нова генерација, нели? Не ги судам од проста причина што како ќе ги идеш наназад со годините и тој генерацијски јас се зголемува со се поостар суце се одчуваат младиве. Мислам дека секоја генерација треба да си постави едно прашање пред да осуди некоја Добро. генерација. Тоа е како ние би се понашале у тоа време, ново време, кога би пораснале со телефон у рака. Дали би се понашале исто или различно? Ја мислам дека не би се понашале баш многу различно. Биве ја и Стефан еве да земам за пример, па ја и Стефан сме на пример генерација што немала телефон у рака и што имала телефон у рака. Истата што генерација растала. сме, да. Да. И ние можеме најбоље да направиме таа разлика. Тинеџерски години генерално кога сме биле, значи и немало социјални мрежи, патем кога сме растали, Ето веќе така, кога сме да. почнувале дошле тие социјални Да, мрежи, да. тука сме имале. Ама не ги судам Буквално зашто они се сме биле родени. секој ден на улица, сме играле, сме се дружеле. Ама измига Сега си, тоа е после више доаѓа се- време каде што доаѓаш ти на Ти се согласува со сајберна- констатацијата дека денешниве мажи се помалку мажи во однос Не, на се тоа? согласувам. Се Се согласувам, да, согласуваш? се согласувам, затоа Се што Ама согласувам вие ја. сте на новото време, тогаш јас- да, значи јас дека и сум за на вас новото важи време, оваа или- констатација? Не. Зошто? Јас мислам дека за тие што се на пример како да ти го кажам сега, баш задоени родени со телефонот у раце деца. Генерација на пример сега да не ги навредам, не сакам меѓутоа 19, 20, тука негде што се 21, тоа се деца стварно на новото време. Разбираш, што чуне 2000 година дете денеска има 23 години. И нема комуникација уживо, знаеш, он иде по линија на помал отпор. Зошто додам сега ја у кафичото да и се ставам сега на Снеже, кој ќе ме гледаат 4 другарки, може ќе ме исмеат сите 4, 3 маси ме гледаат од Па страна. и помалку се храбри, сакаш да И кажеш линија на денешниве помалот, мажи. ама тоа е за нив, види, тоа за таа генерација е нормално својствено и секојдневно. За нас не е нормално својствено и секојдневно. Како одиш на кај Јанко генерацијата, тоа станува се помалку својствено, нормално и секојдневно. И Ајде, тоа е Јанко, нормално, твојот коментар, бевте- не треба да ги судиме, јас сепак како мислам Бевте ли така вие нека си живеат. похрабри да настапувате? Не, го по мене ја исчашуваме само поентата. Добро, ајде. Ние збориме за љубов. Додека дојдеме до онаа љубов, кај што ќе се почувствуваме сигурни, двајцата, каде што зрачиме дефинитивно, тогаш све се губи. И изглед, и филозофија, и идеологија, и раса, и кој што слушал, кој што гледал. Ова све што збориме е експериментирањето, додека се подготвиме. Затоа имаме врски, една успешна, една неуспешна. И тука ни настанува куршлусот, како да се понашаме. Бидејќи сме млади, незрели, некој созрева на 18, некој на 28. И тука е сега проблемот. Што ќе меше? Бидејќи кога ќе се случи кликот на љубовта,
Готово е. Shutdown. Ништо више не важи од овие муавети. Дали било виртуелно, дали било Facebook, дали било Twitter, дали YouTube, дали било класично у село сме се нашле на улица и така натаму. Љубовта е страшен клик. Луѓе ќе ви кажам дека покрај све ова што точно го детектирате, нели? Дека исперверзируваат овие социјални мрежи, филтриве, Инстаграм и така натаму. така. Али кога ќе се случи кликот, готово све се За да се гаси. деси кликот мора да се видиме бе. Ама треба да се видиш и мора да те привлече. Мора да се Нешто. видиме Јанко. Ајде да 30% Одлучувањето е светски процес. Не е тоа кај мора нас. да се видиме. Како ќе Значи, се знаеш како... Од една страна се гледаме многу повеќе, извините. Од една страна сите се гледаме на Facebook, ама на Facebook гледаме слика која е јаса. Тоа сакам да Да, кажам. да. Ете, 30-40% од очекувањата ќе си ги смалиш пред искривена да е искочиш. сликата, лажно се Ете, тоа е. представуваме на Тоа е. Facebook и во реалноста не е Тука се тоа тоа кое е што... големата самодоверба. Ја мислам дека многу девојки, зашто претежно да не Така? речем голем дел користат филтри и они се свесни дека не изгледаат така. Физичкиот изглед мора да привлече прво за да го Ехте. спознаеш тоа внатре. Меѓутоа пак правиме муавет дека не можеш да го запознаеш тоа внатре ако немаш добар физички изглед. Не зборам да си лепотан или лепотица, не зборам да бидеш ти најубавиот најчо. Значи мора да си барем некако привлечен со нешто за да го добие некој тоа што, мислам да го спознае некој тоа што не може да се види на прв поглед. Значи, за да дојде до тој момент мора нешто да се направи. А не можеш ти со филтер на Инстаграм каде што тебе целата фаца ти е најнормална и целото тело изгледа вау и да Ама продаваш он е без нешто. филтер. Тоа сакам да кажам дека не Не, е јас- баш се така како што изгледа на социјалните Да. мрежи, оти има фини момци, ама треба да ги детектираш. Затоа го викнав во емисија да како видите ќе дека ги- и во живо е така. Па ето старата школа како ги да го детектираме жениме. фините момци. Во живо. На прва, бам бам, го гледа, тука е на лице место, е бам бам. Денеска на Инстаграм што е каталог. Чека овој не, овој да, овој не. Значи, овој вие да, сте овој не. против наоѓање жена и партнерка на Инстаграм и Фејсбук. Да. Да. Па жена сигурно. Значи не може да се најде на Инстаграм и на Фејсбук. Не, и жена на... не можеш да ја најдеш ако немаш физички контакт со нејде. А Добро. дали ќе ја најдеш на Инстаграм, на оглас, тоа е небитно. Че ќе ја Дали најдеш? Дали ќе ме запознаеш ти со другарка, па ја ќе се заљубам. Тоа е веќе рандом, не се Поентата е знае. дека принципот на пуштање, тоа ти што го кажа, си е точен. Добро. Нема храброст. Храброста е спуштена. Да, нема храброст. Затоа што се оди по линија на помал отпор, зошто да ме гледаат другарките и околу неа. Кога може Ќе ли напишам пишање на на Инстаграм. стори? Ама ја мислам дека поише храброст имаат девојките да му пишат на Инстаграм. Кажи како да стартуваат девојки на Инстаграм, тебе ти пишуваат поише. Признај. Да, откако туку ги видат сикспек. Овој пак се. Што не ми пишуваат мене? Зошто сум ја логоречен? Генерално, не Да ли- не ме гледа, да ме слуша. Бидејќи ја затоа зборам. Оти ако почнат да ме гледаат, ај тури го. Ти ја ошеметуеш и она вика, добро дај, што сакам да ти Добра, кажам. ајде, најде теже. Па, Нели, како иначе? многу се похрабри девојките и Точно, повеќето точно, стартуваат, да, така? да, Е, како реагираш ти? Па зависи со која како. Докато има некој... Абе, чекај да го дослушам. Абе, Абе се смеам, реагирам позитивно. Дали треба да се развие, може ли од таквиот контакт да се развие врска, прашувам? Или пошто сега- премногу му пишуваат, ги става на блоки на син. Не, таква работа нема. Не ставаш на блоки на син никоја? Не. На сите им одговараш. Имаш врска сега? Дали си уврска? Па, Не си. не е официјална, да. Аха, добро. Се може. Добро, која девојка заслужува да биде ставена на блок или само на син? Тебе те прашувам. која девојка за Која девојка или каква девојка? А ти размислувај у ваше време што беше блок и син. У старт Браво. нападна со уф, маче, леле, ау, ако ставиш стори со кај што си полугол на плажа, ме разбираш? Аха, Тоа треба да се таква стави тоа. на блок ради тоа што знаеш зашто е и знаеш како е. И мислам дека како девојка треба да се цени малце повеќе самата и да не дозволува да доаѓа до тој степен да пишува на мушко уф, маче, леле, каков си. Туку треба да пристапи со некој друг муабет и при тоа да пристапи со најнормален муабет, ако не Значи нешто ти друго. одговараш и на тие уф маче каков си. Стефане, Еве те прашувам. и на тие им одговараш, он ги става на блок. Па може да ја одговорам, ама дали ќе има Знам. некоја понатамошна А комуникација, што и не викаш, знам. знам? И како ја одговараш? Ти се кажи ми како ја Па одговараш. не, ми немаат пишано кој на таска, морам да признам. Ти си поголем фраер. Заклучив. Вика, порано имало работите текст, шмекање, па муабет, па ја држиш за рака, па ја бакнуваш и твоја е. Сега генерално и да си ја бакнал и да не си ја бакнал, идеш. Значи, можеш да бидеш
Сме во фаза на мување, па сме во некоја комбинација, па е пријател со бенефиции, па таман мисли девојката има дечко, он не е запознаен. Дека има дечко. Да. Реално. Значи она мисли готово сме се фатиле, Он не знае. он не знае. А вална му е. Многу му е лесно. Многу му е лесно. Значи такви се денешниве фази, така? Значи Најверојатно. девојките не знаат на што се. Не знам, ја едев у Макдоналдс и частев италијански тост со помфрит и кола-кола и тоа ми беше детот на мене. Уште Макдоналдс на рекорд постоеше кога сум идол на дет последен Добро, пат. и ја тогаш. бацуваш и Мислам, твоја е. последен пат, она кој у тие тинеџерски години кога идев на дет. Моје време немаше Макдоналдс. Не овде, нигде. Ама имаше чичко стоилко. Ама со кромидо тоа бе. Барем оваа плескавицава не мирисаше од Види, Макдоналдс. скупа беше ја у тоа време, татко ми го сме го заобиколуеле да не го гледам чичко стоилко, кидевме нека стадион, така да немам Добро. појма со кроми до тоа. што е. Имаше ти И боја. мораш да купиш и на незе, затоа што ти ако си гладен и јадеш, тоа кромидом корнеше. Вака и незе Се неутрализира. Ке се осеќате, неутрализирате. ке си се осеќате, јасно, јасно, јасно. Ти имаше една, мислам дека имаше еден стендап диалог или монолог за тоа како се пушта на Инста. Да, имав едно видео, многу јако удри тоа Кажи на, како беше на, тоа? на Facebook. Можеш уживо да Па ми тоа го беше презентираш? Не, ми се изреволтира. Тоа беше дешавка дента, мене ми се деси со еден другар кај што ми покажа дека разговара со 10 девојки паралелно. И- Стефан. А? Стефан да не се вика Стефан другар. се Да, добро. Ама не, стварно Стефан се. Добро да знаеш. Но, до името е, брат. Ема, да. Вика, До името. и ми вика као брат, ти пишав новаа пред една недела, па сега они праќа слики, па она му праќа слики, па они ги лајкуе сликите, па она му ги лајкуе сликите, па и става срце на сторито, па викам брат, недела Огинче? дена, недела дена чекаш да ти удри корпа. Не разбирам, брат. И у наше време беше, значи, корпа те добиваш за 35 секунди. Идеш на кај незе, викаш здраво, она превртуе очи, си одиш и си удрил корп, мислам, ти удрила корпа, И не се разбираш? смееш со другарите. Толку е. Кажуваш, У 35 секунди. Значи он почна да се поти, значи не ги знаел тие фази, значи. А мене, знаеш Чека што да е му јако? удрат корпа. Мене ме Не си праќа бе у толку диско. стар, ова е исто моје време го Па пише. истото. Мене, се беше кај мене јако тоа со на Јанко да ја потврдам теоријата. Имавме тројца, четворица другари бевме и нели ја глумац, нели глумац. Добро. И мене стално ме праќа глумац, ти си најслободен. Знаеш како беше? Они тројца седат тука, стоиме тука на шанкот, они се таму и ми ка брат, иди прашај ја онаа за мене. Тоа беше најглупото нешто што може да се деси, а се дешаваше нонстоп. Прашај онаа за мене. И сега јас Идеш знаеш, ти? и идам ја, ме Не познава. окей него, ова беше најредовна појава. Реално, Каде? Ајде, ама и. реално многу глупо, али симпатично. И сега идеш ти тамо и сега, нели, ме познаваат наше мало, небитно ово. И ја викам здраво, добро. Ице, добро, Боја, небитно, окей. А викам, слушај се, другар ми, ти многу му се свиѓаш на другар ми. А он као на глупи поглуп филмот на Шанкот, разбираш? Така? Као он не ја гледа незе, разбираш? Он демек е спонтано муабет со другарите, ти текнуе. Ваков, викам, сега викам, он е малце глуп, нели гледаш дека е малце глуп. Али викам, затоа јас сум окей, викам и сум коректен дечко, така да ако ти се свиѓам, може викам да се муваме. Па ја им правев цело време, ја кога и да ме прате, ја ќарувев. И секогаш викам, брат, како ти успева тоа, бе, брат? Како ти ја? А он беше, реално сите беа болji од мене, вака како Стефан беа лепотани. Која вака сега ми покажеш како се глуми, значи генерално имам И читам она една тука книга. се смее, И? тука е муабетот. Рече не, Па стварно, ја се смееме. тоа е да, тоа, и хуморот никогаш нема да излезе од мода. Значи, генерално има книги во однос на тоа. Ама сме пристапувале, немаше Зашто тоа. викаш хумор никад? Хумор никад нема да умре од Да. Мислам, нема да Како излезе средство за хумор. освојување на девојките. Или Ја ако ти се прави насмееш ли? паметна да ја спуштиш. Ја насмееш ли? Ја насмееш ли, пола е твоја. Пола е твоја, реално. И пази кој ти ја смее девојката, исто и тоа е многу битно. Да. Да. Дали сте раскинале некогаш на девојка по телефон? За порака. О, не. Добро. Не. Ако сега ви дадам задача да раскинете по телефон, значи како би гласала пораката? Имате време да размислите. Ако Не е до сакате тебе, и до мене. напишете, а? Не е до тебе, до мене. Не знам, ако сакате и напишете, значи имате неколку секунди, напишете и сакам да ми прочитате како би гласила пораката со која што вие ќе ја раскинете на девојка. 3, 4 и размислете си. Ајде, не може Јанко прв. Тебе те прашам. Скрос одличен седи. Нема. Ќе си го прашам прво Стефан. Стефан, како би раскинал ти на девојка со порак? Што ќе најдеш? Не би раскинал по порак. Не би раскинал, Не би. зашто? Зашто секогаш во живо е друг контакт. Енергијата е друга.
Добро, Таско ти, не сум за Јави ми се итно е. Бојан, како си? Сега, нели мора да кажеме Па по... мора да кажеме. Да. Јави ми се итно е. Добро. Оф, не можам да ја раскинам по порака, али ако треба да ја ако мораме, ако е правилото да Добро. морам да ја напишам, Што ќе напишеш? па веројатно ќе биде некој реферат у кој што главната поента ќе биде дека ова меѓу нас не функционира и дека секој заслужува да биде среќен. Добро, ја утеш. Еве, нека. Јанко ти? Што ме гледаш? И она Ајде да... кажи каква порака ти би напишал за да раскинеш по телефон? На Јас фиксен? сум геј. Добро, на дечко ти како Од ќе му вчера. раскинеш? Јас сум геј. Ајде! Бев на брод најдов црнец. Абе, не сте нормални, Сега да па! те видам. Ајде сега. да те Оди мери се со Дојди црнец. со чадорот и мафта и сега да те видам. Шарбирај ме. Добро? Добар. Ајде. Ова ти е добро и за стендап. Ке ја раскинеш по порака или нема да ја раскинеш по порака? Не. Зошто? Затоа што никогаш ја нема да раскинам некој. Добро, дајте да се вратиме на карактеристиките на девојки кои што вас ви одговараат. Генерално се машки. Која машка карактеристика вас би ви годело да ја поседува жената? Да знае да цепи дрва, да ракува со бормашина, да знае да поправи казанче од шолја, да смени гума или да може да дигне плакар. Ги имате напишано. Ајде, кажи ми ти по редослед или бираш една? Јас сум прв. Ти си прв. Па, Хуморот е кај тебе. жена ми од Ѓорче така да она веќе цепи дрва тамо, они се греат на дрва. Да, она ги цепи дрва, ги цепеше дрвата кога живееше со незините, она беше таа. Ова со казанчето јас се снаоѓам, плакарот ќе викнеме двајца батки, не е страшно, а да смени гума ќе ми заврши работа. Реално си правиме муавет. Мене исто. Значи, Да. жити мене искочи, иди со гумава, види, ја пијам кафе у Каршију на бензинската, види тамо што се Замисли бе деша. сабота, Реално. гледаш премиер лига дома, има утакмица, јака пиво пиеш искочене, негде се дупна гума, треба да оставам утакмицата, да идам да ме. А иначе треба да ставиш тука и да знае да паркира, едно, знаеш. Да, и да знае паркира. Тоа е Браво. битно. Значи све ќе направам, само гума да не треба Да, да пошто менјам сабота на четврти по спат Па плажа. да си ги научите, бе? Браво. Научи си ја? Не знае. Знае, ти се Што сум погоди. со вас вечерва. Свака вечер. Ама бе, Браво. Гледаш ли? Абе ти кажав ја дека на крај ќе закупиш Снеже, дека ти го да видиш знае да живота. паркира. Живееш на четврти спрат горе. Она доаѓа со колата и вика: "Жити мене си не се да паркира." И ја искачаш, ти навро ја пцуеш. Знаеш што е љубов? Тоа е љубов. Искачаш и ја пцуеш по скали. Може да пцујам? Не може. Добро, окей. Ја пцуеш по скали, стигаш и викаш: "Злато, нема проблем, па за тебе ќе ја препаркирам колата, нема проблем." Влагаш у кола, она иде нагоре по скали, пошто детето е само. Иде нагоре по скали, ти у кола пак ја пцуеш, па нема да тоа. И ти ја влагаш и ја пцуеш. Бем, онлайн, се качуваш нагоре и викаш: "Да не сакаш кафе." Тоа е љубов. Значи преднесе си кафе и злато, иначе вакво да. Тоа е права љубов. Добро, Да твојата знаеш. да знае да смени гума, тоа ти е Тоа ми најбитно. треба, тоа ми треба. Да. Гумата. Океј, твојата што да знае да направи? Да цепи дрва, да ракува со бормашина, казанчето, гумата или Па плакар? може казанче да знае да поправи. Новиот казанче е некако многу лесно се расипуваат. До сега на 3-4 пати ми се има расипано. Добро. Јанко, твојата? Што сакаш знае? да ме прашаш ти за мојата? Па Ти прашувам знаеш што знае мојата. да прави. Јас мислам дека све од ова може да направи. Мене ми изгледа како многу способна жена. Жена ми има 3 деца и ме има мене. Изгледа како тебе и ја поголем комплимент и ароганција не можам да имам од ова. Готово. Дај му пак аплауз тамо, режисер. Поголем комплимент не можам да имам. Дали е со кој па ја чутам и викам да не се свести, еве трета деценија сме заедно. Вика не се свести, уште малце ќе издржиме. Супер ми е. На бајачка имаш идено ти да не се свести она, на бајачка имаш идено. Убаво, фино прашав ја на почетокот сте прибегнале ли кон магија, си ја кажа магијата. Со овој представало дека Реално, нешто правел, брат. Так. Имаш еден у Мирковците, аха. Има кај жената бе, некоја сака изглед, некоја сака хумор, некоја сака содржина, некоја сака за фраканција. И тоа е баш интересното во цел. Сите ние какви да сме, ќе најдеме некоја жена со која до крај на животот ќе уживаме и ќе дадеме плодови и тоа ќе биде тоа. Сега, ја дали ќе имам 2-3 жени, а он ќе има 200 и 300, тоа е разликата што ќе биде. И сега кој како ќе си помине, се ќе викаш, аха,
он многу поубави и подобри жени. Знаеш, кога ќе влезеш после у бракот, кога ќе дојдат децата, кога љубовта и еросот ќе станат нешто друго, кога ќе го видиш она дете, кога оној човек ти е покрај тебе и у добро и у зло, бледаат сите оние, знаеш, тинејџерски работи, знаеш, тогаш љубовта добива нови димензии. И ти си у брак со децении, знаеш, сте изградиле, деца сте изградиле, роднини, пријатели. Тоа е тоа. Бараме еден джингл и ќе одиме со заклучоци. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, дојдовме до крајот. Сега на крајот ќе донесеме заклучоци во однос на тоа кое време било подобро, старото или новото, ама вас ќе ве прашам, момци, што вие би сакале да имате од тоа старото време или што мислите дека им фали на денешниве момци или девојки да го имаат од тоа старото време? Ајде, Стефан, што ти би сакал? Па ја искрено повеќе дружење би сакал, тоа реално дружење, не виртуелно на телефон. Ке го избришеш Инстаграм Повеќе профилот? искрени пријателства. Ке го избришеш Инстаграм профилот? Тоа дефинитивно не. Тоа е бизнис. Да. Али зависи како ќе го користиш. Можеш да го користиш и на лош начин, а можеш да го користиш и на добар начин. Се еден пример ќе кажам само на кратко Ајде. за Стефан Именјакот Николовски, што е актерот, што организираше хуманитарен настан преку Инстаграм и што собра преку 20.000 евра во Велес, што го организираше само преку Инстаграм и преку социјални мрежи. Така да можеш да одбереш начин како сакаш да го користиш интернет. Добро, окей. Таско? Ајде. Што знам, ја би ја трампал што знам музиката од тоа време за музика со од денешно време. Вака еден свап би им направил. Некако многу ми се свиѓа постарата музика него ли денешна. Као многу поквалитетна и била покултурна и све, за разлика од тоа што ние го правиме, мислам генерално јас правам некоја си музика која што е вулгарна и некако неетичка, да речам, меѓутоа така наложува бранот индустријата. А тогаш не било, тогаш се сведувало на джентлменизам и слично. Така да, би ја сменил само музиката со тоа време и ова време. Добро. Бојан, ти? Музиката, другарството и искреноста би ги појачал малце. Добро, работете на тоа. Мислам дека во тоа време, бидејќи фатив и ја малце од тоа време, кога беше малце поголемо другарство, боле музика, македонската музика би ја вратила на ретро музика, што беше од времето на не знам, од Ребека и Ерзана и компанија од тоа време. Да, тише 103 комбинација, добро, тоа беше друга музика од 103, ама значи тие три работи. Јанко, на крајов да заклучиме ќе ги биде децава, нели? Новите генерации, новиве момци се подобри од што ние, јас, моја генерација на нивни години. Имаат подобри примери, иако социјалните мрежи ги вулгаризираме, имало ова, имало она, 300 девијации ги кажавте. Но вадат заклучоци и донесуваат правилен заклучок. Ние лутавме, скитавме, многу долго време ни требаше. И они се подобри луѓе од што јас на нивни години. Така да, мене ми е задоволство да ги слушам, да ги гледам, поише ќе научам од нив од што они ќе научат од мене. Добро. Па јас мислам дека имавме одличен крај на емисијава. Ви благодарам уште еднаш затоа што бевте одлични гости и имате подароци, значи таму се Меркур. Еве, повели. Кога ќе се емитува ова? На 2 февруари? Баш на 2 февруари. Имате кенди за витамини. Да. Гледате за готвење, дечково како готви, гледаш ли, што се. Значи имате паста за чистење, која што чисти се. Баш се, да видите. Патики не. Значи овде имаме една крема, тоа е терапевтска крема за намалено либидо, значи ќе ги добиете. Да, и овие слоганот на Хајпер. Ја покланјам таа. Слоганот на Хајпермен е не се спушта, чисто да знаете. Овде имам и крема за масажа, односно. Требаше да го кажеш пред да... Имаш гаранција? Гарантираш? Гарантирам, повели. Јанко? Еве ти да. Дај му две на Јанко. Ја да ви дам мој екстракт, ќе трчате на една нога сите, да знаете. Јанко, те начекав. Те
ве начекав. Исто така имате балсам, значи доколку имате истегнување на мускулите или некакви болки во мускулите, тоа тебе ќе ти го дадам, Стефан, значи би ќе да ми ја добиете. утеретараме И што ја вие ќе мораме. добиете да не се секирате. На крајот на крајот да ви кажам да го купите и најновиот број на Убавина и здравје. Гледајте на YouTube, следите на социјалните мрежи. Момци, ви благодарам и дури без жени имавме фантастична емисија. Затоа Фала ти на Здравувам. поканата.